Благодарам. Второто писмено пратеничко прашање го поставив до министерот за економија, господинот Фатмир Бетики, и интересно е што одговорот го добив дури денес на 15 минути пред почетокот на денешнава седница. Може би сте очекувале да не начекате неподготвени, но бидете сигурни дека пратениците кои што се секогаш помеѓу народот, никогаш нема да ги најдете неподготвени, посебно кога станува збор за доброто на граѓаните на Република Македонија. Моето прашање се однесува на исплатата на шестиот пакет мерки, кои сите знаеме како се донесе, се со цел компаниите да добијат навремена помош и кој се донесе во месец април, за дури 2 месеци подоцна да не е исплатена финансиската помош, односно да не е целосно реализирана. Од таа причина, заради ликвидносните проблеми со кои се соочуваат предпријатијата, а кои се сериозни, загрозен е нормалниот тек на активностите, со што е оправдан револтот заради доцнењето со исплатата на оваа значајна финансиска поддршка. Од одговорот што го добив се гледа дека финансиската поддршка е исплатена само за категоријата угостители, односно исплатени се 2204 апликанти, додека за исплата се уште 2648 од апликациите. Значи, приватните детски градинки, приватните детски одморалишта, ноќните клубови, игротеките, рестораните за свадби, евент индустријата, фитнес центрите, фотографите и фотографските студија, туристичките агенции, туристичките водичи и естрадните уметници се уште ја чекаат ветената и потребната финансиска помош. Ќе напоменам дека формалностите не смеат да бидат пречка за пристап на заинтересираните до помош и дека времето за реализација на мерките е предолго. И бидејќи моето прашање е со фокус на туристичко-угостителските компании и вработени, морам да го потенцирам фактот дека власта го уништи туризмот и угостителството, а ќе кажам и зошто. Од една страна, угостителските објекти кои немаат тераси, се уште ги очекуваат фамозните протоколи за работа, а од друга страна, во Охрид се случува тотален урбанистички хаос, заради кој чудо ќе е ако оваа година ни дојдат гости. Почитувани, разбирам се, треба време за секоја работа, ама никако не можам да го сватам избраниот моментум токму пред самиот почеток на седница на сезона да се создаде ваков хаос од урнати и уништани плажи, раскопани и недовршени улици, работи кои можевте и требаше да ги средите во изминатиот период на криза, кога имавме и полициски час и намалена фреквенција на луѓе. За жал, заради нашата неспособна власт, нема да почне сезоната ниту оваа година. Не сум задоволна и немам дополнителни прашања.